Мога да купите някой само кой е. На интернет да провери дали е добър сликата. Няма интернет, не ще ги провери. Ти ми кажеш, някой да ми се ява. Мине, сега е това. Часа 2:42.
Почитувани гледачи на преносот во живо на Делчево 365, на самиот старт на преводот од 9-то коло 3-та фудбалска лига Исток, во кој Брегалница го пречекува тимот на Ракиш. За Брегалница настапуваат Панче Антовски, Денис Јанковски, Варко Марковски, Данил Анастасовски, Томи Становевски, Дарко Пешовски, Антон Радков, Александар Илиев, Дилан Петровски, Христијан Борковик и Дулеко Стединов. Имињата на гостинските фудбалери и судиите ќе ги соопштиме во текот на надпреварот. Го очекуваме почетокот на овој значаен дуел за Брегалница, која е овој надпревар го започнува од првата позиција на табелата во третата фудбалска лига Исток. Почетниот удар ќе го има домашната екипа. На преварот и како и на останатите надпревари, Брегалница во сино бели дресови, гостите од Радовиш во бели дресови. Петровски повторно Петровски. Костадинов до Радков, меѓутоа топката за гостите. Предност иако Борковиќ беше фаулиран. Марковски. Се укажува помош во моментот Брегалница се фудбалер помалку. Дилан Петровски. Анастасовски до Становевски. Становевски добро пробав. Малку лизга терен, меѓутоа и испусти голманот за момент, меѓутоа без посериозна опасност по неговиот гол. Марковски. Петровски. Марковски. Анастасовски до Борковиќ кој се врати во игра по малата повреда. Становевски. Во обид да го проигра Борковиќ. Изфрла на гостите. Предност судијата дозволи предност во играта. Меѓутоа топка за Брегалница. Топката Марковски упатува кон Петровски. Костадинов до капитенот Анастасовски. Тој до Борковиќ. Костадинов ќе смирил играта.
Анастасовски до Борковик. Браво, Аце! Добро, Аце, назад, добро е! Стигни тука, стигни двојцима! Антон сам! Ти! Топка кон Становски. Дон Петровски. Проигрување на левата страна. Топка кон Илиев. Одличен удар. Бојата број 8 Антон Ратков. Томи Станаевски. Можно за контрнапад на гостите, и тоа и го прават. Меѓутоа со јалов напад. Ратков. Костадинов. Топка кон Илиев. Проба да се изличе, но за шут, но ништо од сето тоа. Добро зафата топката, колку да Георго не возможи да има целосен контрнапад. Судите суди предност, Илиев во продор. Греши Раков. Во одбраната секогаш тука Марковски. Опит за дупли пас. Борковиќ се бори за аут за легалност. Малку лош терен навистина поради дождот кој плагаше во изминатите денови. Вчера и денес. За сега не прави поголеми проблеми на играчите. Борковиќ во обид да нафрли. Топка во средината. Кон Пешевски кој упати мрак удар. За нашиот гледач Валери Цветковски резултатот е 0:0. 10-та минута од превод. Становевски. Значи 0:0. Интересен двоен натпревар. Мора да думам нешто да коментирам, од се слуша со дума на Ничи. Да не се чудите што си болегувам, мора да коментирам од се слуша Ничи. Еве шанса за топка за Борковиќ, кој треба да нафрли или да се обиде да го измами противничкиот фудбалер и да изнуди корнер. Така и се случи. Да. Нешто тука дума од се слушаме, иначе мора да коментирам да не се слуша.
Шанса за Илиев и добар удар. Повторна грешка на гостинските фудбалери. Становенски. Овде може би имаш и фаул. Не ми фърляй отма, бе, ей! Дек се бръзаш! Илиев мал сендвич, ја одзема топката. Инако фудбалерите од Радовиш по деветото коло, до деветото коло се наоѓаат некаде на средината на табелата. Но прикажа интересни фудбалски надпревари во досегашниот делот. Лазе, не се пръзай, бе! Застани я играта, когато ти топта. Защо е първо? Почекай ги, не се разпоредат. Носия! Нема како, треба маличко ставач. Сега Борковичев продор. Становевски му се подава во нападот, тука треба да има фаул. Слободен удар за Брегалница. Становевски упатува центар шут во 16-никот, топка до Илиев. Поточно. Шанса беше тоа за Пешевски, или сепак не. Дека можеш, прекачи се да хвърляте. Това се разправя. За сега Брегалница, значи, почитувани гледачи, е по-добар тим, повеќе напаѓаат со некои мали шанси за гол. Меѓутоа го има последот на топката. Знаете дека поради пандемијата не треба да се игра без присуство на публика. Дваесета минута на преварот. Топка и до голманот
на домакините Антовски, кој ова му е прв контакт со топката практично во првото полувреме. Петровски Дилан, топка кон Становевски, кој нема се кого да проигра. Петичо? Ај Кирил, тоа сајто читай МК. Манасиев. Судијата предност почитуваше во оваа ситуација, Костадинов се чуди кому да ја додаде, се решава Залиевски, но Залиев греши. И сега 3-2, контрнапад на гостите Градовиш. Силна топка, но за среќа Антовски браво брани. Борковиќ обид да ја проигра средината на теренот, Пешовски. Се бори Пешовски овде со играчот со број 9 од гостинската екипа. Овде и фаул треба да има, така е. Чекай да отворя нешто. Да не огледне. Костадинов. От Осет. Прекини да говориш! Прекини да говориш! Кој става тесна ратишките момци. Оспро и направа! Вчера да ги играме. Значи ова е слободен пренос во живо, во кој ќе слушнете наши коментари, меѓутоа целта е да ви доловиме што ќе се случува на овој надпревар. Топка кон Ратков. Топка бара Борковиќ на десната страна. Пропуштена топка при овој напад на гостите. Можно за центар шут на гостите од Радовиш, е шанса. Меѓутоа одсетува корнер. Корнер и уште една шанса се подлизна гостинскиот играч. Слободен удар за Ракиш. Како да се подослободија гостите од притисокот и еве на брзина две шанси. Дај му поддршка, не само да говори. Чиделе?
30 метри, нафрлена топка. Добро се одбрани домакините за момент. И лош удар на противничките играчи. Како Конилиев. Красен удар за момент над голот Пефевски. За малку над голот. Последниот пат на дојдење се види целосно после ден 2 мај. Погледни на страната, Бане! Пан Шантовски уште една за контакт с топката. Погледни на страна, Ивачикат! До капитенот Анастасовски, кој најави минатата средба дека Брегалница ќе стори се да биде прва, зашто ќе биде потребна поддршка да се разбира од сите како на финансиски план, така и во организациониот дел. Борковиќ. Еве шанса за Илиев. Грешка на Костадинов, не ја зафати добро топката. Борковиќ во добра шанса за нафрлање на топката. И тоа е гол. 1:0 Илиев. Одлично нафрлена топка, се види дека тука мириса на гол. Борковиќ до Илиев. 1:0. Некаде се ближиме на половина од првото полувреме. 30-та минута наскоро ќе заврши. Прекрасна игра, заслужи Брегалница да води. Видиш ми да си издрава. Одземена топка наврку по избудувањето на... Не, овде може би ќе има и картон, ќе видиме. Само да се смират страстите домакините, да не си дозволат картони, што ќе биде многу важно. Еве, не сака играчот да... Сепак опомена. Правото е досуден за Раклиш. Да направиме една мала испратка, значи капитен на войната е Владко Марковски, кој за сега солидно си врши работата. Заедно секако со останаките во одбраната. Грешка на Раклиш. Радков до Костадинов. Повторно Илиев во налет. Илиев во налет. И за малку. Прекрасна акција.
Уште еден обид за зголемување на водството на Брегалница од 2:0, за сега останува 1:0. Доби на интензитет на преварот. Исфрла капитенот. Тука е Анастасовски на припомош. Меѓутоа мала грешка. Само да не дозвола да се суди. Не направат некој поголем претпишок кој се случи. Се одбрани на домашните фудбалери. Илиев одзема топка. Костадинов пак до лош опрегување до Ратков, кој ќе нафрли очигледно и ќе бара нова варијанта. Шутира Ратков. За жал пропадне и ова шанса. Марковски. Топка кон Станоевски, но не стига оваа топка до него. Ратков овде припомогна во одбраната. Илиев ќе се обиде да го проигра Пешовски. Становевски се избори за оваа топка, си прави продор, ова мириса на гол. Ова мириса на гол и 2:0. Становевски, секоја чест. На брзи на 2 гола на Брегалница за потврда на сигурната игра. Илиев и Становевски стрелци на погодоците. Това мислим. Фудбалерите на Ракиш никако да се ослободат од притисокот. Иако домакините постигнаа 2 погодоци. Добар старт на Становевски. Полизгав Церенот прави проблеми. Нема ли тренере на клубата, бе? Слободен удар за фудбалерот со број 5 за тимот од Радовиш. Силно патена топка, но сигурен Андовски.
Кој сега Брл го бара простор во нападот каде да проигра. Грешка на Антоски. Корнер. Да имаше играка, може би од Бустинскиот играч, меѓутоа како и да е топка за домашната екипа Становјански прави продор. Понатаму ходи напред топка кон Пешовски, но пресилно. Костадинов, Илиев. Претходника со рака на еден од фудбалерите на Криш. Слободен удар. Директно во голот. Анастасовски се извинува. Едина ако треба нешто може, телефон што веќе се поможе само да приближава, за да знаеш. Да. Значи може да преплатим да тоа е телефон. Ти ќе ја правиш лика, веќе држиш само кога имаш напредно. Само да најдеш на телефон. Немам стомаха. Спортово иначе. Зелка, още не си изплатил! Бърнем туширанието да му си изплати. Топка кон Ратков и тука Илиев. Мало неразбирање на кој беше ова одлична можност за организирање малку поуспешна акција. Становјански. И ова е пенал. Ова е чист пенал. Становјански во продор за гол и чист пенал. Кој го разбира фудбалот ќе признае дека ова е пенал. Еви картон за играчот со број 5. Одлична можност за Брегалница за 3:0. Коро плегниш и книгове? На зелката!
Судијата бара веднаш да се изведе пенал, се договараат играчите кој да шутира. Додека чекаме да се упатува капитенот Марковски да го изведе пеналот. Во самиот финиш на првото полувреме, можност за 3:0 за домашната екипа на Брегалница Делчево во дуелот со Раклиш. Марковски и фаќа голманот на гостите. Овој силен удар на капитенот Марковски. Но мечот продолжува, Илиев сега моп по десната страна. Анастасовски до Петровски. Ништо не е трагично, значи 2:0 станува. Дилан Петровски сега кон Анастасовски, овој ќе се обиде до Борковиќ, кој со добра финта возможува нова шанса и топката пак кон него. Нафрла, но не прецизно. Касни на мен. Не ми назад саат. Мала кавга меѓу играчите на Раклиш и судијата. Прекинете ма веќе студијот да правите. Прекинете ма веќе да правите со студијата. Костите воли да организираат контранапад, поточно да створат можност за гол, но ништо од сето тоа. Топка кон Ратков кон Пешовски се извинувам на ништо, офсет. Константинов се избор, поточно Петровски. Дјон што велиме фудбалски и топка за Брегалница. Тренерот на гостите се разбира нервозен малку на своите фудбалери, но и на судијата. Еве сега ќе добие опомена, можеби картон. Опомена до гостинскиот тренер да се смири и да ја почитува секоја одлука на судијата, кој сепак најдобро знае како да ги суди своите одлуки врз база на она што го гледа на теренот. Тоа сега реално нема некои поголеми грешки според наше мислење. Радков до Петровски, Петровски до Марковски, кој повторно ќе го проигра Петровски. Костадинов. Петровски добро се пробива. Топка кон Борковиќ. Кој добро направи за вториот погодок. Еве уште еднаш обид да се проигра. Костадинов тука. Проигрува кон Пешовски, кој малку е фаулиран. Обид да организираат напад гостите. Сепак Джантовски поврз и веднаш до Анастасовски. Радува оваа игра на Брегалница, како да има до сега се под контрола. Анастасовски е тука да поправи. Радков.
Костадинов. Марковски бара некој од играчите во нападот, но се одлучува за Анастасовски, кој пак ја врати до него. И сега обид за проигрување за Костадинов. Топката доаѓа до Анастасовски, ово до Борковиќ. Тука е Раков. Повторно Борковиќ. Аут за Брегалница. На времето малку подобро од почетокот на мечот, кога беше доста облачно. Сега и сонцето се обидува да се појави. Становевски. Петровски. Ќе опатрува топката кон левата страна. Илиев. Радков. Становевски. Илиев. Изфрлува два аут гостите. Ще е аут на овој пат за тимот на Ракеш. Пас према нула. Очекуваме да биде означен крај на првото полувреме. За многу кратко време. Со головите на Илиев. И Радков, со головите на Илиев и Радков. Брегалница води се 2-0. Подготвува лекарска интервенција, но се е во ред. И најпознатиот масер Живко Дмитровски за сега за добро на фудбалерите без интервенција. Гостите подолго време батуваат удари, голманот Панче Антовски сигурен. Топката веднаш до Становевски е упатена од Панче Антовски, кој одлично го проигрува Илиев. Борковиќ е тука, има уште 3-4 фудбалери на Брегалница кои креираат шанса, да видиме дали ќе биде успешна. Но Костадинов е тука на средината на теренот. Петровски до Становевски. Становевски до Радков. Анастасовски до Марковски. Костадинов задолжен за средината на теренот и доста добро игра до сега. Ова судијата го карактеризира како предност. Тоа создаде шанса за гостите, но домаќините за моментот земаа топката. Поради повредата топката ќе биде исфрлена во аут. Интервенција на лекарот. Дай дрибли, тръгни, своя атака! Лети напред, лети по улицата напред! Дай дрибли, башки малко! Как ни тръгни там да се дете? Нанеките гол да даде!
Rekao, može neki pravi prenos. Napušti mi jedan bol. Порано Захир дојдеше, не сум че гледварен. Да. Поздрав до нашиот соgrađanin Захира Митов, кој требаше да биде овде, но нема публика, инаку верувам дека ќе беше така. Не за друго, да можевме да пробаме од неговиот вкусен сончоглед. Продолжува играта со напад за гостите, кои се обидуваат некако да ја пласираат до 16-тникот на домашната екипа и корнер изнудуваат. Ostani bе, дека одеш, остани на центарот, дека одеш. Продолжува да биде нервозен тренерот на гостите. Ова ќе биде опасна ситуација. На фрлена топка, сепак одбиена од страна на домакините, уште една шанса за гостите. Браво за Мантовски, се снаѓаат домакините, изфрлаат за момент. Повторно се уште опасно, но се чини дека сега ќе има добар контранапад за домашната екипа и топка кон Становевски, кој си креира шанса најверојатно за 3:0. Тука е Илиев за да потврди. Браво! Ева се вика вистински изведен контранапад. Данилчо! Гледаш ли? Становевски Илиев за Гледаш ли? 3:0. Другаро! Наистина за пофоба е ова игра на домашната екипа. И на истекот од 45-та минута судијата означува крај на првото полувреме. Да резимираме. Домакините надмокни, гостите со 2 млаки удари кон голманот на домашната екипа, а домакините со 2 гола на Илиев, 1 на Ратков во водство 3:0 по првото полувреме. Останете така да го проследиме второто полувреме кој ќе започне за 15 на минути. Како ќе направи акција? Тръг се стане. Пашеше да влезе в делба, нека да прави пеналките, брате. Футболерите да му има майка. Како се стане? Побързо за него 3 пъти. Ще стане от него да играе. А веки ти е минам, само един чек го дадеш да стана да играш. Некиш гол да дадеш, да влезете всички тръците у линията. Не бе, гола на центъра. Защо се заебават? Добро, не ли ти викам играчи имаш тука? Ти дека одиш? Гледаш ли играч от дека? Що гледате очата? Що правите бе вие? Пръпате как топката само ки даде гол? Дай му викам имаш играч. Как ти си на куртешак? Браво, алао да ви. Алао да ви. Алао да ви, тука ги надигравате, шанси правите, сами си голови глава. Кај шефе, прав си. Право си, шефе. Те слушал сам. Значи утре тамо нема ни еден, тай сто, тамо тай сто тука, тай тука се сонче на център. Вие го заебавате и гол ви даде. Топката да гледат, фокусиран топката. Не се сгуби, топката сам знае да гол. Каков е бе тай футбол, бе, не ми е ясно. Синче, дек тръгна бе, бате.
погледнеш, дека има играч, и станеш до него, викнеш го, дай ръцете и троица трябва да си. Не да одиш и ти там, дай защо тук на страната ужива си. Никой не го гледа, защо играте ви. А трябва, аз съм височите назад. Вие сте топката не смогне. Я само хватам нали пречи колко. Къде не беше добре. А това е 4, Да това е 6. влезе до дел, да знаете го. Стръчен си, страхте да не е цоп. Абе, що да викна ти трябва сам да играш, кой дай ще трябва да ти кажа. Тия бе, баца, дека те да... Вие, кецо, гол, 14. А за това трябва да до него, да му направя топал, отпред, да има прекин. А не да се случи. Значи аз викам, тук на никда не кажу, той ще спринт до него, я то. Няма да деви гол. Пулката си скокът, ай, превести. Да нямате шел в гол да даде. Който пресилно по скок, него видиш, ти си станал, защото ти вихнал него, а ти си пред гол. Това не може да го разбираш, това не може никой да ми го разбере. Да ме разбере как трябва да става. Тръгвай си, и се трябва фаул, и се трябва пенал после. Ама он го всичките брегат по линията. Действате гола, нека сопнат. Они влеват на гола. Пенал и напред, гледат там. Наверно влезе Узбун. И ете пенал. Они влеват в дуел, вие е страх от дуел да влезе. Наместо он игра футбол, не игра ватерпол. Grave ultimo biatno. Имаш попери, това не е твое. Това не е тук по средата страна. Белто, колко е, знам ти колко. Колко е крилче. Vieni, dobbiamo Тръгнам Зоране. Тръгнам, не ти тръгнам лично. Тръгнам му на Чупалеро за нас. Тръгнам на Зоране. Човек. Да удариш на Божо. Това трябва да го разпитиш. А не да ми се подиш. Върнеш се как не се участваш, а не да гледаш участваш. Да се правиш с матч. Тук изиграш перфектно, некиш да стърчиш после. Център шут на
център, аз топка взема и той има да мисли. Стани с победова, ние трябваше ние да победим. Що изигра повече от мен? Айде домакини са центърови поминат. Оставено стъпание структура. И сега, ние ги направим колата по хубави, они ни даде 3 гола. Нищо не са по-добри. Само това по страната, това слабичко. Това ли? Труица. Само трябва левио. На страната кой играч на левио бек. Не одеш на център да му помага. Пред почетъкът сме на втория дел. Пардон. По Мегио. Екипите на Брегалници и Раклиш. Значи во секој момент ќе започне преварот Брегалница Раклиш второ полувреме поточно, во кој домашната екипа со двата гола на Илиев и еден на Радков води со 3:0. Се подготвува замена, значи Петровски, Бојан, кој пред 2 недели го постигна првиот погодок. За домашната екипа. Практично тој ќе го и започне второто полувреме. За да знаете, може да коментирам. 1-2, проба. Само да видим на чие место Петровски. Кој, како што кажуваме, постигна еден од 6 погодоци во рамки на дојлот кој Брегалница го игра со екипата на Работник во претходното коло на домашен терен. Значи Петровски на местото на Пешовски веќе влезе во игра. А тука Иван Димитровски на местото на Јанковски со број 7. Значи две замени, Брегалница ќе продолжи да атакува. Ќе продолжи со слична игра практично како и првото полувреме, која и донесе резултат посакуван за нови 3 бода за сега, 3:0. Гостите го имаат првиот удар во второто полувреме. Много сте 1-1. Марковски, Илиев, Костадинов се бори да е топка. Димитровски, Марковски добро се граби. Петровски, Илиев помага во одбраната. Марковски на другата страна. Префрла. Радков. Становевски поточно. Сега фаулира Радков.
Дилан Петровски, Ратков, Костадинов, Марковски, Димитровски. Гостите како да нападнаа во второто полувреме, но Брегалница за сега ја контролира играта. Одлична топка до Илиев. Костадинов. Гол бара Ратков. Борба за топка. Браво, Томи! Браво, Томи! Ево ги сонцето. Антовски до Марковски. Димитровски. Костадинов до Иван Димитровски. Кој ќе го проигра? Не. Сега го проиграва Костадинов. Добро одземена топка, без фаул. Топка на другата страна до Борковиќ. Ратков. До Димитровски, до Петровски се извинувам. Костадинов. Петровски Бојан. Петровски бива фаулиран. Одлична топка кон Становески, но фаулот за вели судијата за Брегалница. Му се подмести што вели тренерот Попов. Костадинов упатува кон Борковиќ топка. Овој ќе центрира. Сега 3-3. Становески го обида ја одзема оваа топка. Петровски до Димитровски кој предолго си ја пушта топката. Бојан Петровски за момент. Немам број од такси. Добра одбрана на Марковски. Петровски Дилан го измамува Гостинскиот нападач. Долга топка на Марковски кон Петровски, кој ќе ја стигне оваа топка. Лоша проценка на Становески. Ацкајде! Видите, колку може така да го остави, аз ќе пукне така да го остави. Пукне така да го остави,
Димитровски кон. Илиев. До финта на Илиев, кој изнегува корнер. Американеца по ваквите корнери знаеме често да посериозно да го загружи противничкиот гол, да видим дали ќе биде сега така. Димитровски нафрла, но се одбива топката до Костадинов. Повторно пака на топка кон Димитровски. Двојно подигрување. Да видиме. Гол аут. Грешка на голманот на Раклиш, топка за Становески, кој ќе се обиде да направи нешто сами, но не успеа. Сега пак е во 16-тникот. Нафрлена топка до Петровски. Добар удар. За малку да го постигне Брегалница за четвртиот погодок. Корнерот се тоа. Уште корнер, нападот се сгустува. Костадинов натрчува на оваа топка. Држи, Јацка, држи, не ми дај така. Димитровски Не ми дај така. Држи, ќе за финта да продолжува акција. Успева во средината кон Марковски. Овој кон Костадинов, враќа назад до Петровски Дилан. На другата страна таму се Радков. Петровски се обидува да се уфрли во 16-тникот на голмана поврз. Борковиќ. Повторна топка до Борковиќ. Ке шутира одбиена топка. Петровски тука. Костадинов треба да се обиде. Но проигрува. Топка до Радков, кој за малку непрецизен над гол. Значи добра игра да резимираме на почетокот на второто повреме на домашната екипа, која продолжува со она што го започна во првото. Кога последни три погодоци поведе. Овде предност секако нема фаул, смета судијата. Становески таму како да се заглави меѓу тројца гостински играчи. Една од ретките контри на гостите. Сепак тука е домашната одбрана. Која ја отстранува и оваа опасност. А за сето тоа во случајот најголема заслуга на Анастасовски за претходниот напад. И ова беше удар за фаул. Контакт. Не те боли току, ај, не те боли току. Не те боли току. Знам те. Осте децата бе, добре.
Ја сега на мајката сино, он не вика ништо. Се дереш. Полека но сигурно го гради и напад од домашната екипа. Топка кон Анастасовски од Петровски, овој до Станоевски, проигрување повторно до Станоевски топка и ова мораше да биде спорна ваут за да нема опасност по голот на Марковски! Раклиш. Ратков. До Костадинов кој го мами противничките играч, топка до Марковски. Ево ќе види кој каде е. Одлична топка во средината на 16-никот. Становевски го измами Астинскиот бреви. Сакаше да го проигра својот следиграч Петровски. Ало. У лош момент ќе се јавам, поздрав, оти фудбал коментирам. Костадинов. Дали ќе измеди корнер? Не, аут. Корнер за Бреганец. Добро организирано, аз рековме на домашниот тим, нафрла Димитровски, топка кон Ратков, но не сафаќа добро топката. Сега гостите се организираат, имаат играч повеќе во нападот, ево топка кон играчот со број 7, но Антоски тука спасува. Број 14, поточно бил играчот на Раклиш. Анастасовски. Кон Борковиќ. Опет за двојно проигрување за Борковиќ, но топка во аут. Анастасовски одлично проигрување до Становевски. Аут за Бреганец. Замена кај гостите. Ова не било фаул. Се бара лекарска интервенција.
Или час на мартадела и си добре. Надяваме се. Не се плаши. Утре ще ги прави. Айде, сам скажи. Мини пауза се користи за мало освежување. А разговор на вториот тренер Горан Гиловски, тренерот на голманите. И го и Гоце Попов тука е, тренерот на ФК Брегалница, кој оваа сезона за сега спремја добра тактика и Брегалница заслужено е на лидерската позиција во третата фудбалска лига Исток. Моминато коло го совлада Чешинов на гости, што им ја донесе посакуваната прва позиција. Еве, одличен удар и 4-0. Капитенот Марковски одлично му легна оваа топка. После овој слободен удар и 4-0. Абе ще се радуваш като на Реал Мадрид гола да си дава от Пендаро. А гостите не им преостанало ништо, туку да го довршат на преводот и да видиме само со колкава разлика ќе се заминат од градскиот стадион Гоце Делчево Делчево. Добра екипа, меѓутоа немаат поголема организираност за создавање шанси, барем така беше на овој натпревар. Сега нешто се обидуваат, меѓутоа саме играчот на Раклиш и Алза Брегалница. Брегалница осоколена од овие 4-0 во нов налет. Радков во обид да го проигра Каноевски. Се чини неделната победа им даде крилја на домашните сега фудбалери да продолжат со постабилна, посигурна игра. Какво што и се очекува од овие играчи. Еве ова топка кон Илиев и ова треба да биде погодок за 5-0. 5-0 Илиев. Нема натпревара да не даде гол. Што вели некој. Брегалница Раклиш 5-0, 60-та минута на превара. При тоа голманот на Раклиш се повреди. Вода ли искаш бе? Ево да те ебам. Се спрема да влезе во игра. Стефан Филиповски. Ево вода! Чето! Ќе добие можност да влезе во овој натпревар. Да влезе на овој натпревар. Па и да проба да се запише во листа на стрелците, ако задача да му е сосема друга. Ева ова е тимот кој победува за сега и да не ги зарекуваме, но навистина добро играат по овие 9 кола од третата фудбалска лига Исток. Нешто што одамна го посакува любителите на фудбалот, иако ги нема денес, меѓутоа сите оние кои што следите ќе се сложите дека Брегалница добро игра за сега. Не само на овој натпревар, туку и во сите досегашни натпревари. Последно на домашен терен.
не трябва изорда. Тука е младиот Марковски кој постигна 2 погодоци во претходниот натпревар во победата на Драготник од 6-1. Го заменува стрелецот Илиев. Поздрави се публиката, Кој бе, заслужи да Богдан. одмори за следните предизвици. Поздрави се. Професоре, нареден пат ќе бидеш дисквалификуван. Шете глави. Да. Поздрави се публиката, поздравуваат. Иако си публика е вас. Ицка, ти ще се скрил там. Ти се обмилуваш? Трши остап. Ја цигари на клупата, ја дат ценки. Непрофесионално го цигари. Продолжува Брегалница со своите атаци. Дуле Костадинов ќе се обиди прецизно додава до Димитровски кој влегува во 16-никот и се решава да центрира, но малку послабо и топка за гостинскиот голман. Како што може да видите, нема други играчи на половината на Брегалница, што значи дека целосната контрола ја има домашната екипа. Ево го фобит на Становевски. Димитровски враќа во Панче Антовски. Ќе ја врати кон него. Смирено до Петровски, повторно топка до Петровски, Бојан. Се ослободува Костадинов, Радков, Петровски, Дилан. Ови комбинација Радков, Димитровски, Марковски. Борковиќ подолго време. Топка подадена од Анастасовски. Становевски би требало да го проигра сега Борковиќ, но спречува фудбалерот на Раклич. Ќе ми простите што не ги знаеме нивните презимења, но за наредната средба со тимот кој ќе гостува Делчев, потребуваме да ги имаме сите имена. Петровски до Петровски. Дилан до Бојан. Еве топка кон Становевски. Некаде 20 минути максимум до крајот на овој натпревар. 15 до 20. Анастасовски тука до Петровски. Убава топка кон Становевски. Односно рад на така да Становевски. Ево ново влезение од играч со број 4. Обид Стефан Филиповски, значи во шанса добро асистираше. Уште една замена. Влегува Филип Димитровски, аплауз за Дарко Пешовски. За тоа ми стана
Ратков во пробив. Ратков, тука е Костадинов. Ова причина за среќа не е ништо сериозно. Če me zarda, biramo me, rakiškite momi. Да, Раклиш е место докаде опознатиот хит на еден наш пејач Јордан Митев. Антоне, кој ти кажу? Костадинов сега уфрла. Да видиме кој ќе биде највисок во скокот. Пропуштена шанса за 6-0, но добар обид. Анастасовски. Дека они се пресобрачи да ќе го направи. Но нема да им треба, не беше нешто. Немаше регуларност.
Hvala